Сдруженијето на спортски ветерани денеска додели 10 признанија на поранешни спортисти и спортски педагози, професори и наставници, легенди во воспитно-образовната дејност од областа на спортот во Прилеп. Без спортските сали кои беа символ на врвните постигнувања во прилепските екипни спортови, без спортските сали Македонија и универзална, Партизан, уште долго време нема Прилеп да се развива на спортски план, порачаа спортските ветерани. Локалната заедница треба да направи напори децата и младите да се вратат на спортските терени. Спортот е здравје, спортот е училиште, спортот бил и остана амбасадор и промотор на највисоките вредности. Знаете, ние сите постариве некако се насочуваме кон минатото, за кое сметаме дека беше многу добро, многу подобро. Верувам, че се сложа и моите колеги со тоа. Мислам дека многу поактивни бевме порано отколку сега. Дали се менија времината и политички и секакви, салите самите знаете, сала Македонија да ти е жал да ја гледаш. Универзалната е сигурно не толку активна како што некогаш беше кога вријаше од пионерски школи, од екипи и така натаму. Тоа е една жална работа. Да ја спомнам, новинарката ми спомнува, сум бил тренер и во Тутунски комбинат во младинските екипи, ама бев и прв тренер и председател на женскиот ракометен клуб Металотехника, со кој за кусо време од 2 години влеговме во прва лига. И така тоа е жално е. Денеска и со колеги ве разговараме, се гледа некао низ парите, професорите сигурно многу повеќе бараа пари за да ги тренираат децата, родителите сега така речи сите посиромашни и малку тешко да ти работи. Некогаш имавме во рамките на Сојузот на училишен спорт организирано со 10 професори и 10 пионерски школи со стотици деца кои работеа и ентузијазм беше некако на многу повисоко ниво, ми се чини, отколку сега, нека не замерат младите колеги. Има секако и меѓу нив и пофалби, јас често ги среќам колегите овде во Рамполевката врвам, уште од сабајле од 8 дечината спремни работат, ама оценките наши се некако тие. Борче Тодоровски, професор по физичко и здравствено образование, работев 12 години во селото Мало Конјери, од каде што имав јаки снажни деца машки во женска и машка конкуренција, али не бе прифатен од средината, кај требаше да дојде во градот. Сметајќи дека селани се, тие не може да спортува и така натаму. Меѓутоа, сакам да нагласам дека добар стручњак може да работи со различни деца. И со хендикепирани, и со селски, градски деца и така натаму, и така натаму. Иначе, се преполовија дечината кои што требаше да спортуваат, сега спортуваат само оние кои што можат да платат. Преку одредена сума што нашите колеги, судни маки, сака да постигне нешто и да оствара некои резултати. Затоа млади вегинаризм препарчува на младите генерации кои што доаѓаат после нас, апсолутно да не гледаат финансиски моćни родители или немоćни родители, него оној кој што го обидува. Ако не го обидува да го направи тој талент, со негова упорна работа да изведе се како што ние во времето некогаш правевме и така натаму. И денеска ги има. Еве овдека се дојдени исто така и тие кои што низ нашите раце поминале и оствариле добри резултати и така натаму. Моментално ситуацијата во спортот, зборувам и за фудбал, зборувам и за ракомета, и за одбојката, и за кошарката, и овие помали пинг-понго, Прилеп е катастрофа во Македонија. 80-тите години играш бев, одбојкар, работев, раководител бев на универзална сала во Тутунски комбинат, каде ги организираме најубавите ракометни надпревари во државна лига, во машка и во женска конкуренција, потоа најубавите турнири во мал фудбал на ниво на Југославија, зашто имавме учесници, 180 екипи беа пријавени. Сега дојдовме
во тие екипи, кога имавме најубавата сала, 73-та, по 100 години, на Тутунски комбинат, ја изградивме 73-та година, до денеска да функционира. Таа беше од Белград до Прилеп, беше најубавата сала. Значи, топла, за 1300 седишта, 1314 седишта, за концерти, за надпревари спортски, за гимнастички надпревари, сите. Дојдовме во ситуација од две прекрасни сали, Прилеп да нема сала, каде може да тренира, да има услови за тренинг, услови за надпревар, дојдовме во ситуација да не функционира. Голема штета, училишна сала е училишна сала, без публика, играме надпревари, меѓутоа тоа не е тоа. Родителите ида да го гледа своето дете и ти да не му дозволиш него да влези в сала, во универзална сала и во Македонија, за мене е тоа несватливо. Само да ви кажам за одбојката, работев на таа. Од кога отидов пензија, работев за одбојката, реков да ја вратам, таков аманет ми дадоја покојните одбојкари. Вика, Глигор, ти ќе ја земиш одбојка, ти ќе работиш. Работев во Партизан, какви услови има, само дојдете, видите, ќе видите. Работев 5 години, значи за да направиш еден спортист да функционира, играч, како што треба, 5 години. Направивме екипа, направивме. Има еден извонреден професор во Орде во гимназија, тој го освои првото место на училишен спорт за одбојката во Македонија. И тоа ни даде поттик уште поиќе. Јас отидов со план и програм, минатиот градоначалник, со програма за екипава, значи наши деца, прилепски одбојкарки, да се такмиче во првата лига. На еден таков состанок, даноци, маноци, што тие знам, не ме интересира, јас само спортот си го гледам. Вика, Глигор, наредната година ќе ви дајме за сума од 4-5 евра се работиш. Значи, за никакви пари. Ама децата завршија гимназија, се запишеја на факултет. Ништо од тоа остана. Ги зеде во Кичево, една екипа, одбојкарска прва лига, му даде 200 евра плата, му даде хранарина, му даде опрема, пат и децата се заминаја. И сега мене ми треба, до ден денеска работам со децата, мене ми треба уште 5 години, ви фазла, да направам екипа. Аз видовте и самите гледате дека младите сите со своите деца заминаа од Македонија. Прилеп е пуст град. Јас само можам да се заблагодарам. Бев и прв председател бев на ветераните на Прилеп и во потесното раководство во Скопје. Извонредна иницијатива имавме, значи е реализирамне за ветерани, каневне гости од цела Македонија, преубо и мислам овие прекрасни професори кои од нив учевне и го пренесуваме нивното уште знаење, ама условите не. И дојдовме во ситуација да ништо нема во Прилеп. Ништо, верувајте. И нема да има, дури не седниме, да кажеме дека спорто за децата е нешто најдобро. Значи, чим си здрав, можеш да учиш, можеш да избегнеш и дроги, можеш и не знам какви работи, и да му помогнеш на тие што не можеш. Значи, според вас, се додека локалната заедница, општината, државата не даде поддршка за обезбедување на услови за спорт и финансиска поддршка за клубовите, спорт нема да има. Видете, значи со програма, кажувам и за тренер. Јас давам програма 5000 евра, па ме молам 5000 евра да трошиш годишно, да се такмичиш во прва лига. Немојте. Значи нема што да кажувам. Не сте заинтересирани. И викам, имаше дојдено и од Скопје, и од ова, како е вика, од даноченици, таму што ти ја знам, олеснувај, никој ништо. Па, треба да се направи напор, еве, вакви состанци, ние како долгогодични спортски работници, и да кажеме како било, како е сега, и стварно штета е
има толку професори во Прилеп, што ако тие не работа, нема кој да работи. И треба да се бара стручни луѓе и заиста културно да и прифата децата, да му е интересно, а не само да се малтретира децата и за да се постигне резултат. Него основно е да има слога од сите наши колеги и за да можеме да сториме нешто фазно и да се врати спортот како што бил. Оти сега стварно немаме градо, нема ништо. Ја мислам, реално земено, ниеден спорт нема да цвети во градов. И женски, и машки, и пионери, и сето тоа. Значи, треба да се преангажираме, еве ние ко Дружение на педагози, да се договориме, еве да собериме пак и сами да се кажеме што фали, како фали и што треба да отклониме за да тргне повторно работата кој што треба да биде. Како дојде до оваа ситуација? Првин до оваа ситуација дојде што немаше можности, услови сите да работа. И не може да дојде ако нема сала, нема кај да тренира, нема кај да оди. На школија, на училиште немаш сала, не можеш да работиш и што значи дека мораш да чекаш некого да молиш, а друго е кога ќе се договориш ти на училиште со учениците во толку сато почнува тренинга. И можеш да вршиш селекција и во сите спортови. Во овие барем што се фудбал, ракомет, одбојка, кошарка, тие се вака поприступачни, затоа што се работи и се гледа на телевизија секојдневно, има се повеќе луѓе што сака да гледа и сака да се видат децата нивни како тренира и какви резултати постигнува. Значи ние како Сојуз за училишен спорт ги правиме оние тековни активности кои што ни се зацртани во програмата на Сојузот за училишен спорт преку Федерацијата за училишен спорт на Македонија. Тоа се спортови, односно надпревари во сите спортови кои што се да речеме екипните, како ракомет, фудбал, одбојка, кошарка, индивидуалните спортови, значи имаме надпревари во сите индивидуални спортови. Еве сега пред неколку дена беше државното првенство во пливање во Скопје. Имаме државни првенства во џудо, атлетика, карате. Тие се сите оние зацртани, значи, активности во програмата и плюс и некои други активности кои што се исто така во програмата на Сојузот, а тоа се оние усовршување на сите наставници и професори кои што се вработени во училиштата во нашава општина. Паралела можеби треба да правиме, ама можеби и не треба да правиме, зашто секое време си носи своја тежина, односно можеби така било порано, сега нас како помлади колеги треба да не разберат по возрастните, односно по старите. Еве убава спомна Зулјамовски, значи тие работеа во неколку спортски сали, функционираше и олимпискиот базен во Прилеп, градскиот базен, функционира и сега, меѓутоа знаеме во какви услови. Кажавме, затворени се двете спортски сали кои што се градски во градов, нема ниту за тренинзи, ниту за надпревари. Дури и официјалните надпревари на матичните клубови по спортови се играат во училишните спортски сали, што нормално прави одредени пречки за одржувањето и на училишните надпревари, односно надпреварите кои што ние како училишен спорт ги организираме. Знаете дека ракометот се игра во Ричко салата, исто така кошарката се игра во училишната сала во Добро Јовановски. Рековме, има мал проблем за нас како Сојуз за училишен спорт, значи еве еден апел, тоа го направивме и претходно со еден состанок на сите спортски работници во локалната самоуправа кога бевме собрани, кога побаравме и од Агенцијата за млади спорт и од владата на Република Македонија и од сите засегнати фактори кои што се во Македонија да се заложат, да се отворат овие две спортски сали и да почне спортот во Прилеп да функционира нормално, односно онака како што доликува.